Максимална казна за молерот педофил бара министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Пред 10 дена 64 годишниот скопјанец наместо да го варусува станот, блудничел врз 5 годишни близначки. Таткото на девојчињата го прекинал ужасниот чин кога терасата влегол во собата. Педофилот добил кривична пријава за полов напад врз малолетник што не наполнил 14 години, а истражен судија му одреди 30-дневен притвор. Доколку се докаже, барам за пример на сите останати максимална казна за сторителот и впрочем тоа да биде пример за сите останати сторители. По однос на ова прашање, навистина ќе продолжиме да продуцираме нови решенија кои што на овие безчувствителни монструми ќе им докажат дека оваа држава сериозно ќе се бори против сексуалната злоупотреба и педофилијата на деца врз деца и дека максималните казни секогаш ќе бидат барани во ситуација кога се злоупотребени деца. Граѓаните сметаат дека 15 годишна затворска казна не е доволна. Слушнав за тоа и стварно мислам дека не е добро и искрено од моја перспектива не знам што мислат луѓето што го прават тоа. Ама не треба тоа да се направи. Јас не би го казнила смртна казна, меѓутоа би го казнила нешто што на пример да го памти и да го гледа цел живот. Боже, не знам, кај нас нема смртна казна, али дефинитивно најстрогата што може да постои. Јас сум и мајка и баба сум на 3 внучиња, така да не знам, знаете кога ќе слушнеме сите сме испод кожа крвави. За 20 дена имињата на сите педофили ќе бидат достапни на јавноста. Во регистарот ќе бидат објавени слика и личните податоци на сите осудени за сексуална злоупотреба на деца. Податоците ќе им послужат на родителите да ги заштитат децата, бидејќи педофилите во најголем број случаи го повторуваат делото. Годинава се регистрирани десетина случаи на полов напад врз дете. Во Македонија за педофилија се осудени околу 70 лица. Вкупно 68 педофили во Македонија ќе бидат ставени во регистарот, што за 20 дена ќе го објави министерот за труд и социјална политика.